Dobro večer, odime се следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Честитам на сите што излегуваат на македонскиот народ да си го дадат своето против или своето не за ова наше погубување. Тоа е рамка кој сака да не стават и да не уништат. Пример ќе го дадам бидејќи сум родена во делот на Македонија под грчка окупација, кој што нашата власт никогаш не ја спомнувала и нашите научници и сите други. Кој беше за Гоце Делчев, роден во Егејска Македонија. Егејска Македонија, тој дел од Македонија, оти Македонија е една. Тоа име го добив во Асном 44 година. И како може во сите гласила дека е роден Гоце Делчев во Егејска Македонија, таа дата ја умрел пак во Егејска Македонија. Тоа беше османлиско робство. Кога заврши Втората светска војна, јас сум родена во престолнината на Македонија, на Александар Македонски. 44 година, моите два брата уче основно училиште во Солун. Исто и братучетка ми. Заврши окупацијата, значи, се склучи онај договорот за капитулација на Германија. Сојузниците што дојдоа да помагат тука, го бомбардираа Солун, а Пловдив и Софија. Татко ми мораше да оди да ги земе моите браќа од Солун, во интернат беа, за да ги донесе, затоа што сите плачавме дома, сигурно убиени, ние имавме скривници, каде што крие се слушаше до нашето село. И така, тоа помина. После тоа, 44-45 година, не моравме да напуштиме. Во Леринско, Костурско, Кожани, Воденско, уче 45 година, како и јас во Неготино 45 година учев прво одделение, оти тамам на 7 години, тие почнале да учат македонски јазик. Али Грција мислеше дека македонскиот со Втората светска војна избега, ја отепа, ја уништија. Го организира оној напад на планинските градови и села, Леринско, Костурско, Кожани, не ги знам и оти до толку до ситница. Французите дојда англичаните и американците. Ранетите борци, не борци, него граѓани, селани, кои што тамо Леринско, Костурско, како кај нас Ресен и Битолска, одија на гурбет во Австралија и Америка, исто и тамо. Повеќе беа жени него мажи останати. Тие беа сите на гурбет. Имам современици кои што родителите им биле во Австралија, па ги барали и така натак. Бидејќи Албанија беше со Русија и организира Русија дел од борците да ги пренесат со бродови од Албанија. Она италијанската чизма од самата Италија, полуостровот, е толку близо до Валоне, што можеше некој траект или од бродовите руски и полски да се пренесат тамо. Цела Европа молчеше. Првиот брод што тргна од Албанија према Русија, према Црното море, залутало во Грчкото море, не на она слободното, как се вика, зона. И дали знак за бродот руски што останал да тргне
поред Италија, Франција, Гибралтар, додат Данска горе, па да се враќат до ова Балтичкото море. И Европа не зема нити едно дете, ни еден раненик, ни еден човек, цел, значи бродовите што тргнале по тој пат, за да не залутат повторно во Грчкото море, а тие бродови што се запленети сите на островите како нашиот Голи оток. Значи Европа чутела, поминала бродовите со ранети луѓе, тешко ранети или некои полесно ранети што ги гледат, поминала низ цела Европа. Ниедно дете нема или раненик во Италија. А кога бомбардира, бидејќи Бугарија беа со германците, фашистичка, а бомби пуштија, нели, ви реков пред малку, се повторувам, се извинам, сојузниците бомбардира Солун, Софија, а Италија беше со Германија. Рим не бомбардира. Сега истата приказна ја прават со Европа, ја прави со Русија. Сите дават, как се вика, санкции према нив, дури и нас, нашите македонци кои што не знаат дека се македонци, дека Македонија е голема, дека е разделена. Сега почна со ова бугарската рамка, тоа е бугарска рамка, али префрлена преку Европа. Кога се народот излезе, председателот доби сила и кажа во Брисел дека не го прифаќа тој француски. Како може 6 месеци да не ја направат таа рамката, за 2 дена да ја преправат? Каква таа? И нашите политичари се најголемите кривци. Затоа што 48 пак ќе памтам јас од Неготино со овие, как се вика, вагони, како евреите. Све што сме понеле од Грција преку Бугарија во Неготино, каде се учев прво оделение до трето, второ полугодие, како евреите работевме тутун. Татко ми купи кола да може да работи покрај државната работа, да работи, да разнесува, затоа што работевме ние деца 6 тутун, садевме го, нижевме го, беревме. Мене ќе ме кача на Магаре да одам да ги земам кошниците, а таму цела фамилија, 7 души. И заработивме, и купивме и коза, млеко да јадеме. Пред тоа само, как се вика, чај со треви. И не однеса во логор наша македонска влада, 48 година, без тие работи што ги донесовме преку Бугарија во Неготино. Така да сега наши обични луѓе, како мене, како другите, не ја знаејќи историјата, не знаејќи како пропати тој македонски народ низ цела источна Европа. Русија ни помогна на македонците. Русија беше главна, ама секаде во источниот блок имаше, каде сите, ние што останавме тука во Народна република Македонија, сите сме со средно образование, колку образование требаше да работиме, да се прехраниме. Тие сите по домови беа, одвоени, нема мајчинска љубов, родителска љубов. Али јас шако имав мајчинска љубов, кога гледам мајка ми плаче, нема што да ни даде да вечераме и да ручаме. И сега наши македонци тука таа историја не проучиле и сега не терат да бидеме проруски. Што русите не направија? Европа не сака да не прима, ние сакаме. Ние сме родолюбив народ. Со сите се склучуваме. Само Европа не сака. Сака да не избрише од родот македонски. Ова е Македонија. Дали е античка Македонија? И пред тоа живееме на територија Македонија.
и мајмуни да се родија, ќе бидеа македонски мајмуни. Браво, господјо. Браво за ова последново. Браво. Браво за ова последново. Точно е така. Ја ви благодарам за ова долго и исцрпно сведоштво. На вистина, вистински документарец, тежок живот. Ни направивте голема чест што се јавивте во емисија. Ја ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. И повторно да ми се јавите. И повторно да говорите. Значи, немам зборови.